две актуелни, провокативни реакции ме поттикнаа за гостување на вечерашниот соговорник во ТВ магазинот Трилинг. Доктор Валентин Пепелјуговски, долгогодишен истакнат адвокат. Добре дојдовте. Добре ве најдов. Господин Пепелјуговски, првичната вака провокација за разговор е една ваша неодамнешна реакција на вашиот Facebook профил, поврзан со средбата на нашата председателка Сејановска Давкова со нејзиниот бугарски колега Радев, каде напишавте дека македонското знаме при фотосесијата во Софија имавте реакција, при тоа реагиравте дека тоа е помалку неодговорна работа, а при тоа забораваме дека политичарите од албанската етничка заедница многу често го изоставуваат македонското знаме во домашната употреба, а пред се доминира знамето на Албанија. Помалку гледате тука некаква корелација? Видете, гледам корелација помеѓу сите тие случувања и мене ми се чини дека ако го склопите мозаикот, ќе видите дека можеби и не се случајни. Веќе подолго време представниците на етничката албанска заедница не го истакнуваат или, како што рековте, им доминира нивното национално знаме. Тие викаат дека е тоа знаме на сите албанци во светот. И тоа не е проблем. Нашиот закон дозволува да се употребува нивното знаме, но точно дозволува точно на каков начин и во каква величина. Проблемот е што никој не го спроведува законот кој што ние го имаме. Значи, тој закон е гласан и во парламентот, тој закон е гласан, колку што знам, и од многу албанци, со големо мнозинство е донесен. Прашањето е зошто не го спроведуваме. А уште повеќе боли кога ќе видите дека некој во званични посети не инсистира нашето македонско знаме да биде ставено. Или ако отворите нечи Facebook профил или или веб страна, ќе видите дека се сликал само со албанското знаме. И кога некој од странство ќе кликне, ќе дојде на, примерно, сака да види некоја информација на некоја агенција или на некој завод, ќе види дека ќе се праша јас кој да не сгрешив, да не кликнав Албанија наместо Македонија. Зошто толку ве изиритира фактот што домакинот, председателот Радев, со неговата гостинка, председателка Сејановска, го изостави македонското знаме? Видите, не е тоа проблем толку на Бугарија. Тоа е проблем на нас, на Македонија. Тоа е проблем на нашите служби. Значи, јас држам до тоа дека нашите служби се однесле неодговорно. И тука не ја кривам председателката толку. Председателката има шеф на кабинет, има шеф на протокол, има советник за меѓународни односи. Она требаше да знае каде оди. Требаше да знае во која држава ја посетува. Впрочем, знаете, во дипломатијата и нема приватни посети. Приватни посети, ама викаме новинари, викаме прес, викаме камери и така натаму. Меѓутоа ние го видовме и министерот Љутков без знамето. И се прашањето е, Министерството за култура, кој што се поврзува со настанот, и председателката, значи, се сликаат само со бугарското знаме. Многу е индикативно, значи, таа фотографија со Радев е многу индикативна и многу е интересна. На страната каде што требаше да стои македонското знаме, стои бугарското знаме. А ние го знаеме проблемот што го имаме со Република Бугарија за непризнавањето на македонската нација, непризнавањето на македонскиот јазик и така натаму. И тоа сега со право буди сомнежи кај македонската јавност и негативни реакции. Следите тренинг на почеток со доктор Валентин Пепелјуговски околу неговите видувања за
средбата на нашата председателка Сијановска Давкова со нејзиниот бугарски колега Радев. Сега ќе се осврнеме на темата што е негова главна преокупација, тоа е се состојбите во македонскиот правосуден систем. Господин Пепелјуговски, реформи во судството, речи се со секоја промена на власта се најавуваат длабоки реформи, резови, ослободување на македонскиот правосуден систем од политичките и бизнис стеги, за еве и по 3 децени судството да ни е со доверба 3%. Процентот кој што укажува дека довербата е 3% за мене е изненадувачки мал, но морам да кажам дека јас следам што се случува и во земјите членки на Европска Унија, поготово оние земји членки кои што излегоа од социјалистичкиот блок и така натаму, и таму довербата на судството е многу ниска. 17-18%. Највисока е во нордиските земји, некаде околу 70%. Меѓутоа, мене ми се чини дека, без да не сакам да се свати ова дека го бранам судството или го заштитувам, меѓутоа мене ми се чини дека некој можеби малку и намерно е создава таа перцепција за негативностите во судството и ниската доверба која што е од страна на граѓаните. Не дека довербата е многу висока, ако јас дома не можам или на моите пријатели да им објаснам некои работи кои што се случуваат во судството, или јас самиот после 35 години работен стаж, од кој поголемиот дел е во правосудството, не можам да си ги објаснам некои работи, не можеме да очекуваме обичниот човек тие работи да ги прифати. Имаме ли потреба од толку многу судови, освен во Скопје, кои грото се концентрирани? Зошто имаме потреба од суд во Крушево, Гостивар, Тетово, каде најчесто бројот на судии е 1, 2 максимум, 3. Па предметите се одоговлекуваат или се закажуваат со 3, 4, па да не речем и 6 месеци одложување. Видете, останав должен малку и на претходното прашање да одговорам во врска со реформите. Јас откако знам за себе, овие 35 години, судството се реформира. И со секоја реформа, некако состојбата наместо да се подобри, се влошува. Мене ми се чини дека пред да се пристапи кон реформа, не се прави анализа кои се потребите на граѓаните, кој е потребата на бизнисот. Зошто го кажувам ова? Го кажувам ова заради тоа што ние имаме и специализирани судови. Иако во првата реформа кога излеговме од поранешната држава, ги укинавме специализираните судови и отидовме на варијантата специализирани одделенија во судовите. Па после тоа ги формиравме управните судови, за кои што мислевме дека тоа е потребата на граѓаните. Излезе дека со формирањето на управното судство ние фактички имаме многу поголем заостаток отколку кога тие предмети се решаваа во Врховниот суд на Македонија. Во врска со мрежата на судови, Македонија има 34 суда, 7-8 судови се со проширена надлежност, другите се со нормална надлежност, вообичаена надлежност, и сега се поставува прашањето зошто ви е суд во Берово, зошто ви е суд во Крушево, кога имате 1-2 судии, ако отидете таму ќе видите дека судот е празен, нема странки, нема предмети и така натаму. За обичните работи на граѓаните, да речеме, кои што се однесуваат на оставината сега се префарли кај нотарите, иако предлогот се поднесува во суд, па е делегирана таа надлежност како повереници на судот постапуваат. Значи, нема потреба. Од друга страна, вие во Скопје имате ситуација да предметите се закажуваат на секој 4 месеци.
Како ќе му го објасниме ние тоа на нашите бизнис партнери? Првенствено зборувам за бизнисот и за потребата на бизнисот. Кај трговските спорови, каде што се работи најчесто за многу сложени предмети. Господин Пепелјуговски, од каде да започне тогаш реформата во судството? Еве, новата влада вели треба да се почне со целосно расчистување или реформа длабинска во судскиот совет и во советот на обвинители. Дали тоа е решение? Па видите, дел од решението да. Меѓутоа, не мислам дека дека тоа ќе ни го реши проблемот. Зошто викам дел од решението? Дел од решението заради тоа што кадровскиот потенцијал и кадровската екипираност на овие два органи е навистина многу дискутабилна. Јас не можам да прифатам дека стручни соработници од судови може да бираат судии на Врховен суд. Тоа не можам да го прифатам и не може никој да ме разубеди дека е тоа добро решение. Уште помалку може да прифатам дека претседателот на државата избрал како истакнат стручњак во правото стручен соработник. При толку адвокати, при толку професори, при толку, не знам, други истакнати стручњаци. Мене, ако ме прашате, ние имавме еден систем на кој што беше, каде што судскиот совет предлагаше, поминуваа филтер судиите, а собранието ги бираше судиите. И тоа беше при првиот генерален реизбор се случи по конституирањето 90-тите години. И тој, за мене, тој судски совет на вистина беше еден судски совет во кој што членуваа и адвокати, членуваа и истакнати правници од стопанството, членуваа и судии на Врховен суд и така натаму. Значи, не се случи таму да имате некој кој што бил стручен соработник, да не се разбереме погрешно. Јас немам ништо против стручните соработници, има прекрасни луѓе и тие прекрасно и тие го знаат правото. Меѓутоа, да избереш судија, како ќе може да има еден стручен соработник увид во квалитетот на некој судија. Јас сум поборник судиите кои што ќе членуваат во судскиот совет најмалку да бидат судии на апелационите судови, најмалку, значи, па дури во судскиот совет треба да членуваат и адвокати, треба да членуваат и професори по право кои што ги предаваат овие предмети кои што се поврзани со постапките, со материјалното право кое најчесто е предмет на споровите, и пензионирани судии. Каков кредибилитет имаат обвинителите и обвинителството и кривичниот ако имаме спрега меѓу синови и ќерки, снаи и зетови? Таа роднинска поврзаност колку може да биде на некој начин проблематична, а со тоа и да се девалвира било каква одлука на суд. Во право сте. Значи, јас за тоа пишував. Исто отворено, дека не можете да очекувате да има независност, барем во македонски услови. Ние сепак не сме Германија. Ние сепак не сме Британија. Ние живееме на Балканот и знаеме дека роднинските врски итекако се подложни на влијание. Па уште повеќе, ако сакате, и некои пријателски или бизнис врски исто така се подложни на пријателство. Не можете да дозволите да сопругата е судија, мажот е сопругот е обвинител, синот е адвокат, не знам, зетот е стечаен управник и така натаму. Значи, и сега вие ќе ми кажете дека тука има независност и дека нема одредено влијание? Има влијание. И ние не треба да ги затвораме очите на тие работи. Како ги доживувате најавите од власта дека започнува со сериозна битка против криминалот и корупцијата? И предходната владеачка гарнитура најави безкомпромисна битка со корупцијата, па видовме до кое ниво ни е државата.
во делот на владење на правото. Дали се ќе се сведе на лов на вештерки? Во наши услови тоа така станува. И јас го паметам и оној фамозен говор на премиерот Бранко Црвенковски кој зборуваше за октоботот во собранието, дека ќе му ја пресече главата и така натаму. И што се случи од тоа? Ништо не се случи. Не сакам да ги обесхрабрувам. Јас се радувам ако навистина еднашка почнат работите да се решаваат како што треба. Јас бев длабоко разочаран со измената на кривичниот законник од претходната гарнитура и со фактот што тие намерно направија, да не може никој да ме убеди дека тоа не беше така, намерно се направи да застарат голем број на кривични дела. И сега во оваа ситуација кај што се најавува, да, јас тоа го поздравувам, но сакам да кажам дека многу е лесно, знаете, да ги гоните опозиционерите кога ќе бидете на власт. Нашиот народ не случајно има кажано, прво изчисти си го својот двор, па после оди кај комшијата. Значи, следете што се случува. Не дека немаше успеси претходната гарнитура со борбата против корупцијата, дури и во своите редови. Имавме генерален секретар, имавме други кои што беа, например. Меѓутоа, прашањето е како заврши тоа. Некој ќе ми каже дека обвинителството требаше да се спогоди со судија, со поранешен министер, поранешен народен правобранител и да му даде условна осуда за мито, па тоа е неприфатливо. Тоа е тоа што смета. А тоа се случува сега. Во ова време. Господин Пепелјуговски, со стручна и професионална зрелост ги следите монополските влијанија. Дали со законот за нефер практики може да им се застане на спрегите производител, трговци, кои возможија цените да галопираат и всушност да имаме една неконтролирана состојба. Секој да прави кој што сака во овој дел од бизнисот. Областа на конкуренцијата е многу интересна. Јас веќе подолго време укажувам дека нашата комисија не работи со доволен капацитет. Сега, со законот за нефер трговски практики на синџирот на производи на земјоделието, им се даде уште една надлежност. И тоа е закон кој што го донесоа сите земји членки на Европска Унија, поголем број на земјите членки кандидати што се и така натаму, се очекува дека проблемите ќе се решат бидејќи маргината на маржите е ограничена на 10%. И тоа е добро, тоа е европско решение, меѓутоа јас пак ќе кажам, сам законот по себе нема да ги реши проблемите. Некој треба да го следи тоа и да врши постојани контроли. Иначе, цените на производите во нашите маркети оттидоа многу високо и тие, можете да отидете во Франција, во Германија, ќе видите исти производи, таму се поевтини отколку тука. Тоа е недозволиво. Ми се чини дека овој закон е добра основа еднаш за секогаш некои работи да бидат поставени на пазарно ниво, не со раката на државата да ограничува нешто. Државата треба да ги постави правилата на игра, правилата на фер конкуренцијата, а после тоа и да го следи тоа и да го санкционира оној кој што не ги почитува тие правила. Овдека точно се уредени односите. Сега, помеѓу производителот и добавувачот и купувачот. Точно се знае кои се правата на добавувачот, кои се правата на купувачот. Дали препознавате картелско здружување во телекомуникациите, во производството со струја? Видете, ние сме мал пазар. Како мал пазар,
особено тие природни монополи, ги спомнавте струјата и така натаму, не можеме да ги, да речам, ние можеме да ја поставиме, да ги поставиме правилата на играта. И треба да следиме дали има злоупотреба на таа монополска положба и на таа доминантна положба. А картелското здружување, картелските договори се многу опасна работа и тие и во нашиот закон се санкционирани и казните се до 10% на прометот од претходната година, што е многу висок износ. Така да, доколку се спроведуваат прописите, ми се чини дека има области во државата каде што може и како комисијата да покрене постапки и да испитува, да види дали има основ за постапување. Благодарам. Гледавте Трилинг. Во ова издание имавте можност да следите 3 одвоени разговори со Оливер Спасовски, актуелен пратеник и поранешен министер за внатрешни работи, доктор Валентин Пепелјуговски, адвокат, како и книжевната теоретичарка Искра Гешовска. Довидување до идниот петок во исто време, 20 часот и 45 минути.